На македонските откупувачи засега не им требала домашната пченица, затоа што наводно имале залихи од лани. Ова на земјоделците им било соопштено на состанокот кој што се одржал пред неколку денови во Министерството за земјоделство. Жетвата треба да започне за неколку денови, а земјоделците велат дека ваквите ставови се само тактизирање за да пченицата им се откупи по мизерни 10 денари за килограм, а не по 16 денари како што тие барале. Сета надеж сега ја полагаат во државата, затоа што доколку се случи да има откуп по само 10 денари, остатокот до бараната цена ќе сакаат да им го доплати државата. Да мислам дека има потреба за откуп на пченица, ама сепак може да му е незгодно да кажа дека сака да ја откупа пченицата наша по 10 денари. Со тоа нешто, значи, во ниеден случај нема да се сложиме ние. Мислам дека и Министерството нема да се сложи со таа понудена цена која што ние само замислуваме дека тој ќе сака таа цена да ја понуда. Во тој случај треба државата да не излезе нас како производители на пченица во пресред. Тоа значи дека разликата од минусна ситуација на откуп до реална да не покрие државата. Годинава се очекувале околу 300.000 тони на пченица, а според земјоделците родот бил со одличен квалитет, што не би требало да биде проблем за откупувачите. Но неофицијално, проблем за ваквата ситуација дополнително било и тоа што годишно во Македонија се увезувале од 5 до 6 милиони килограми на брашно. Државата сега има одлука донесено Министерството за земјоделие за пченица да може да се складира. Меѓутоа тоа ускладиштување не е баш регулирано како што треба. До 15 септември државата ќе ги покрија трошоците за ускладиштување. Меѓутоа трговците сепак се трговци. Ќе чека тие да дојде 16 септември, за да понатака ние немаме излез. Да мора да му ја дајме по цена која што тие ќе сака да ја откупат. Откупот на јачменот веќе започнал и тој за килограм се плаќал по 10 денари.